Градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски денеска информираше дека е започната широка и сеопфатна акција за реконструкција на пешачките патеки низ главниот град со цел да се подобри безбедноста, функционалноста и изгледот на јавниот простор. Првите активности се реализираат на булеварот Партизански и утреди на делницата од мостот Обединети нации до пешачкиот мост Влае, каде што се опфатени околу 1200 метри квадратни. Станува збор за една од најфреквентните пешачки зони во градот, која со години беше во лоша состојба и често предмет на реакции од граѓаните. Со реконструкцијата оваа делница добива целосно нов лик. Пешачката патека ќе биде проширена на 4 метри ширина, ќе се постави нова и квалитетна подлога, ќе се уредат рабниците, а посебен акцент е ставен и на подобрување на пристапноста за лица со намалена подвижност. Дополнително ќе се зголеми безбедноста за сите учесници во сообраќајот, вклучително и пешаците и велосипедистите. Според градоначалникот Ѓоргиевски, оваа интервенција е директен одговор на барањата на граѓаните. Тој истакна дека токму оваа патека била една од најчесто посочуваните како проблематични, поради незината запуштеност и небезбедност. Со оваа реконструкција конечно ставаме крај на сликите кои со години беа символ на занемарување. Нашата цел е да создадеме уреден и безбеден јавен простор кој ќе биде достоен за сите граѓани, изјави Ѓоргиевски. Тој најави дека ова е само почеток на поширок план за модернизација на градската инфраструктура. Во наредниот период, како што рече, ќе продолжат интензивните активности за реконструкција на пешачките патеки и велосипедските патеки низ повеќе делови од Скопје, како и реализација на нови современи инфраструктурни решенија. Скопје мора да се развива како функционален, уреден и европски град кој ги става луѓето и нивните секојдневни потреби на прво место. Ова инвестиција во квалитетот на живот на сите скопјани, нагласи Ѓоргиевски.